Добро вечер. Ние сме во перманентни избори. Или тие завршуваат, или вербално започнуваме други. Тема која почна само да се провлекува со неизвестност како ќе заврши, тоа е промената на изборниот модел. Процес кој е инаку еден од најсложените после било какви уставни промени. И тргнува од ветувањето на актуелниот премиер и лидер на СДСМ Заев дека ќе се промени изборната регулатива. Македонија една изборна единица е стар модел и идеја која потекнува од пред десетина години. За волја на вистина тоа и Љупче Георгиевски го предлагаше. Овај тема се наметна во јавноста и не би рекол дека се наметнува на начин да се дефокусира јавноста од главните стожерни аспекти и премрежја на тандемот Пендаровски-Заев. Пендаровски инаку ја поддржа таа идеја и помалите партии да влезат во една посериозна конкуренција во услови на една изборна единица. Македонија да биде една изборна единица. Мои вечерашни гости се партиските луѓе, Горан Милевски, челник на ЛДП, Енес Ибрахим од партијата за движење на турците и Аријанит Хоџа од БЕСА. Човекот кој би требало на оден начин да ја канализира дебатата со оглед на тоа дека ми остави впечаток неговото предупредувачко стојалиште е Владимир Божиновски, политиколог. Што се маните на оваа идеја, Божиновски? Кај нас има секогаш две теми. Едната се актуализира и тоа во изминатите 15-20 години. Едната се актуализира пред претседателски избори, другата пред или во пресред, да кажеме, на парламентарни. За претседателските нели е оној цензус фамозен, кој што постојано се менува, кој што навистина треба да се смени, а никако да се случи, а кај во очи на парламентарни избори, значи, се говори за промена на изборниот модел. Видите, ако се поедностави тоа до степен да секој го говори она што му одговара, може да на некој начин се создаде една перцепција во јавноста дека тоа не е никаков проблем, дека зошто да не се воведе, зошто да не се смени, ако тоа го сакаат сите и така. Но има многу замки во самиот тој процес и затоа значи, првичната реакција и на власта и на опозицијата беше поддршка со внимателност, особено на опозицијата. Малите партии амблок влегува во поддршка на таа идеја. Кои се вашите категоријални резерви? Вака сега. Значи, говориме за една изборна единица. Така. Со тоа да не ги спомнуваме сега отворените листи. Тоа е многу компликувана работа и затоа треба посебна дебата. Да говориме прво за една изборна единица. Значи, сега ние имаме 6 изборни единици и Македонија е една од ретките држави кои што имаат пропорционален модел, а повеќето европски држави имаат пропорционален модел, каде што ние немаме изборен праг. Тоа е така затоа што всушност постои природен изборен праг кај нас. Сличен модел има и во Финска, значи само таму мислам дека се 9 изборни единици. Кај нас има 6 изборни единици. Во просек, за да бидеш избран како пратеник, ти треба околу 9000 гласови. Во шеската може и со 6500, во тројка и во четворка и со 10.000 гласови. Но од прилика околу 8.500 до 9.000 гласови. Тоа од прилика 3% од вкупниот број на гласачи кои што ги има во секоја изборна единица. И тој е природен праг од 3%. Доколку се воведе една изборна единица, тогаш ќе треба да се воведе и официјален изборен праг. Да дам неколку примери, затоа што тоа нема ние да измислиме топла вода, тој систем постои со една изборна единица. Да ви кажам како е тоа регулирано во неколку, да кажеме, држави од нашиот регион, затоа што ние сме сепак во овој регион. Например, во Србија и во Хрватска изборниот праг е 5%, во Словенија и во Бугарија е 4%, во Босна и во Албанија е 3%, во Турција е 10%, во Грција е исто така 3%. Значи,
минималниот изборен праг во сите овие држави е околу 3%. Кај нас имаме неформален изборен праг од 3% во секоја изборна единица. Што значи тоа? Доколку се воведе изборниот праг, тогаш ќе биде уште потешко за малите партии кои што нели го поддржуваат овој модел, иако од мене се уште не ми е јасно зошто, поставаме ќе видиме во текот на дебатата, тогаш навистина ќе биде за нив невозможно да влезат во парламентот. Под услов да има цензус, де факто цензус. Мора да има цензус. Ако веќе се воведе, сега имаме неформален цензус. Сега Сега имаме неформален цензус. Добро, сите овие држави кои што ги набрав имаат Холандија цензус. нема, ете, например ти фати за Турција. Не. Еве ја за Холандија, која е лулка на демократија. Една согласува држава на во Европа, систем. една држава во Европа нема, односно има, но тоа е Нула поинаку, кома нешто, но да. тоа е поинаку регулирано 0,67% и тоа е Холандија, тоа е една држава. Сите останати 30 држави имаат, сега да не Добро, да не значи, барам исклучоци. генерално се Но, го спорите концептот заради цензусот. да, затоа што сега со 6 изборни единици ние имаме неформален цензус и нема потреба да се воведе цензус. Сега, доколку некој од помалите партии се фокусира во некој од тие изборни единици, многу полесно може да освои пратеник. Имавме таков случај, например, со ПЕЙ. ПЕЙ успеваше да освои и 2 пратеника во изборна единица 5. Доколку се... Но затоа Дом, например, која настапи пред 4 години со речиси мнозинство кое можеше да донесе 3 пратеника, освои еден. Точно. 2006 беше тоа, не пред 4 години. 2006. Значи си има секогаш, видете, немаме ние ништо совршено, но сепак овој модел е многу поприфатлив, тоа сакам да кажам. Поприфатлив со 6 изборни единици, отколку да има една и цензус. Добро, ај сега да чуеме Милевски што вие мислите, па Ибрахим и Хоџа, па после да се вратиме на различностите, дали 6, дали 3 и така натаму. Се согласувам, мислам, јас денес и дадов изјава за Радио Слободна Европа дека замката за една изборна единица за помалите партии е тој цензус. Затоа што тој цензус може да биде 13, може да биде 15 и практично е невозможно да го поминете. Јас да ве подсетам дека ВМРО Народна 2011 има некаде 29.000 гласови, тие паднаа во вода. Се сеќам 98 година и социјалистите има многу гласови, 500.000, па има еден пратеник, нема 5 пратеници. Или сега последните избори кога Гром 2014 година имаше 30.000 гласови, а практично добија еден пратеник. Значи, овој систем со 6 изборни единици укажува дека има неправичност, односно сите граѓани кои што гласаат за одредена политичка опција или партија или програма не се репрезентирани адекватно во парламентот. Значи, ние како држава треба да се стремиме да изнајдиме таков изборен модел каде што е можно повеќе граѓани ќе бидат репрезентирани во собранието. Значи, од една страна имаме, како што кажа Божиновски, просеко 8.500 гласачи кои што доведуваат да имате вие пратеник, а од друга страна како партија имате 30.000 гласа, немате ни еден пратеник. Значи, системот сега како што е неправичен. Затоа ние сметаме дека гласот во Македонија треба подеднакво да важи за сите, независно дали македонци, албанци, турци, да не ги деламе па малцинствата во различни изборни единици, да биде една изборна единица, секој глас на граѓанин кој што дава даноци во Република Македонија треба подеднакво да се вреднува и тие да бидат репрезентирани во собранието без цензус или некој природен цензус минимален 1,5%, бидејќи демократијата кај нас е кревка. Ако го воведуваме овој систем, има различни дебати постепено да се подигнува цензусот, веќе ако сакаме цензус. Ако започнеме со 1%, па некој нареден изборен циклус 1,5%, така да дојдеме до некој цензус, но да ја зацврстиме првично демократијата. Цензусот, тоа повеќе имате природна селекција на помалните партии. Тешко дека, да речем условно и етничките партии од типот на бошњаци или торбешите, Ти имат некаде за гарантирани квоти во Хрватска, во Србија. Меѓутоа имаат за гарантирани квоти, значи има два и тие си се такмичат србите, на пример бошњаците или било кој ќе се такмичат во таа квота. Меѓутоа важно е, се согласувам, да заклучам дека ако се прави една изборна единица,
треба да има без цензус или тоа да биде минимален цензус првиот пат за да можат да го поминат помалите политички партии, инаку ќе биде поголема катастрофа доколку се стави некој таков висок цензус, тогаш 100% можам да гарантирам дека освен двете поголеми политички партии нема друг никој да го помини тој праг и овој систем практично ќе одиме во уште полош систем отколку што е овој сега со 6 изборни единици, кој што повторно нема да репрезентира она што значи граѓанско расположение во моментот, на пример некој 10-12 левици има 12.000 гласови, продолжите со дилемата. Дали ова идеја Македонија е една изборна единица ќе го врати етничкиот критериум и клуч, сите турци на едно место, сите албанци на друго место, мислам околу своите ешалони и повторно ќе се доведеме во ситуација што ќе прават минорните, да речем условно, минорни по знак, по број на жители, малцински групи од типот на бошњаци, власи и така натаму. Во оваа ситуација турците, албанците, србите, ромите се во една фаворизирачка позиција. Последни изборни циклуси се виде дека гласачите во Република Македонија се мешани. Значи многу албански граѓани гласаат за македонски партии и тоа не мора да значи дека ќе се гетоизираат, а од друга страна ви кажав дека има загарантирани места во ваквите системи каде што му гарантираат на пример на босанци, турци и бошњаци и било кои други да си имаат срби да си имаат свое место во парламентот, но не мора да значи дека ако има една изборна единица па дека сите ќе одат сами. Пример е председателските, само да кажем, освен ЛДП, која што изрази желба да оди самостојно на избори, ниту една друга партија не изрази желба. А за председателски избори де факто Македонија е една изборна единица. Пошто се гласа и никој не изрази желба да оди сам. Така да можеби ова сега едно како алиби. Вие последни имавте диалог со Пендаровски на оваа тема или средба од овие сите партии кои да. Имате впечаток дека само му пренесовте или примивте перцепција или на одреден начин некоја сугестија од шефот на државата да се оди на Македонија како една изборна единица? Најпред ми благодарам за поканата. Секако веќе повеќе од 15 години се зборува за изборниот модел во држава, но никако да се смени. Но околностите и потребите од 2000 година или од 2002 и сегашните околности имат голема разлика. 2002 година се знае од кои причини изборниот модел е донесен, но веќе Македонија оди кон една граѓанска држава каде што сите граѓани се рамноправни. Особено концептот едно општество докажа и на председателските избори каде што можам да кажам барем најрадикалните српски или албански партии заедно делува околу председателскиот кандидат и било турци, било албанци, било македонци гласа и за различни политички партии. Тоа се докаже и на локалните избори, дури и на последните парламентарни избори, дури македонци имаа што гласа за албански партии, албанци имаа што гласа за македонски партии. Веќе тоа време помина. Ако сакаме сите граѓани да сме рамноправни, сигурно треба сите кои живеат во оваа држава да бидат вклучени во делот на креирањето на политики, во делот на носењето на одлуки. Сегашниот модел, односно 6 изборни единици, особено за помалку бројните етнички заедници, за жал е неприфатливо. Бидејќи и турците и другите помалку бројни етнички заедници не се концентрирани во едно подрачје или во една изборна единица. Скоро во секоја општина можете да најдете турци, така да најдобро би било да има една изборна единица, но за загарантираните места имаме и некои дилеми. Дилемите ни се легитимитетот на пратеникот, бидејќи ние имавме пратеници од диаспората кои беа изгласани со 500-600 гласа, 1000-1500 гласа и легитимитетот беше во прашање, но во околните држави, Хрватска, Косово, Србија и во другите европски земји гледаме дека и помалку бројните етнички заедници имаат загарантирани места. За загарантираните места во држава се зборува од 2002. Особено во делот на коалицирањето или смена на коалиција, трансфер од лева на десна, од десна на лева, тоа се случи 2008 година кога партијата на Хасипи, Стоилковиќ и представници од другите политички партии на припадниците на заедниците кога се ја сменија страната, ветија дека изборниот модел ќе се смени, односно ќе се донесе загарантирани мандати во собрание. Но 11-12 години колку што беа на власт, ништо не се случи од тоа, но политичката одговорност каде е? Или па воопшто се заборави. Но не се, тоа воопшто не е битно. Да го завршиме овој круг, битно е во оваа ситуација
сите граѓани, без разлика на етничка припадност, дали се мнозински, немнозински, сите да учествуваат во делот на креирањето на политики, сите да учествуваат во делот на носењето на одлуки. Доколку ги маргинализираме, доколку ги забораваме некои етнички заедници, што се во преамбулата и што не се во преамбулата, мислам дека ќе немаме иднина и ќе немаме и ќе се изгуби свеста, ќе се изгуби концептот едно општество, така да најдобро би било изборниот модел да се смени. Било кој модел да е донесен, сигурно ќе биде подобар од постоечкиот модел. Добро, Аријан Хоџа, БЕСА и Алијансата, поддршка со задршка. Задршката во тоа со контраидеја, не е една изборна единица, туку групирање на последните 6 во 3. Да ја разработиме таа идеја за да можеме сите да бидеме равноправни. Вака, значи дека овој модел што е актуелниот, дека има проблем, нормално дека има проблем и тоа најголемиот дел гледаме дека секогаш во 6-та изборна единица на секој 4 или 2 години зависно од парламентарните избори ние имаме отцепување на пола град или села од една изборна единица во друга за да може да се достигне тоа прагот од плюс минус 5. Сега во овој модел на изборни единици, на пример 6-та изборна единица, ако не грешам, е нешто помалку 30.000 гласа повеќе од на пример третата и четвртата изборна единица. Сега не може значи 30.000 гласачи што во бројка на пратеници некаде во 6-ката е 4 да можат да бидат исто во тежина на легитимитет како во тројката и четворката. И пошто гледаме дека цело време значи се коригира овие граници на 6-та изборна единица, бројот на гласачи расте, а територијално 6-та изборна единица станува се помала и помала. Мислиме дека првин како приоритет пред да се смени моделот или изборните единици, приоритетно не се согласувам со Владимир во делот на отворените листи, значи заради квалитет на пратениците и составите во собранието во сите мандати, ако гледаме од самостојувањето наваму, ние немаме подобрување на составите за секој респект за поединци пратеници сега, но составот на пратениците не е поквалитетен од тоа што било порано. Така да отворените листи дават навистина можност за поквалитетни кадри да можат да влегуваат во собрание. Да му дам за право на Божиновски да не ги отвараме отворените листи, зашто тоа е баш две дебати, да се задржиме сега на Македонија како една изборна единица. Тие се поврзани. Ако правиме модел, значи мора да го направиме еден модел што ќе биде навистина одржлив и долгорочен. И во една изборна единица, и во 3, и во 6, значи ова е примарно заради квалитетот. Значи не може лидерите на партиите, особено кај албанците, се знае само првиот во листата и Ама Хоџа, разговараме за квалитет на кадрските решенија. Точно, ама тоа е најбитното во државата. Не разговараме за суштината, колку тоа ќе направи ефикасен парламент, добар избор, квалитетен избор и во основа дали ќе го подобри изборниот инженеринг и демократија. Ево просто ви кажувам, значи за случај што се деси во БЕСА. Ако ние имавме отворени листи и ако навистина пратениците што се отцепија од БЕСА има добиено тој број на гласови и се решија да се отцепат од партијата, тогаш не би било никаков проблем. Но тие гласови ги зема од листата на БЕСА. И сега значи ние имаме тројца прошверцувани пратеници во власта што добиле врз основа на мандатот на БЕСА. Така да, ево, еден прост пример, дека отворените листи му дават на право на пратеникот да каже дека да, јас сум ги освоил овие гласови и јас одлучувам со моите граѓани, не одлучува партијата. Значи, ова е прост пример. Што се однесува до изборните единици, според нашите анализи што сме ги направиле, значи, најидеално би било да се намали од 6 на 3 изборни единици, со тоа што првата и втората, односно Скопско-Кумановскиот регион, ќе биде отфатено во една изборна единица, Полошко-Струшкиот регион ќе се опфати, значи и Пелагонскиот на друга изборна единица, 5-ката и 6-ката и 3-ката и 4-ката во една изборна единица. Значи просто и со ова мислиме дека ќе стигнеме до реалната слика. Ја направивте ова нумеричка карта на Македонија, изборна карта, првата реакција што ја чув и првата реакција која доаѓа, ете албанците се групираат во 5-ката и во 6-ката и тоа води кон една нова територијална конфигурација во Македонија. Не е точно. Ќе ви кажам, значи, ево проста причина. Гледате дека никогаш партии на другите политички заедници не правиле коалиција со албанска партија. Знаете зошто? Например, турците ги имате поделено во 6-ката и во 5-ката.
Во овој случај, ако се направат две изборни единици, значи ние имаме можност да му понудиме места, пратенички места на партиите на турците. И тогаш не мора тие да бидат секогаш зависни или со ВМРО или со СДСМ за да имат гарантирани места. И плюс, не му правиме услуга ние. Тие ги имат тие гласови. Значи моменталната политичка тежина на пратениците на другите етнички заедници е многу помала за разлика од тоа што ќе биде многу поголем. Дали тоа значи дека И само да надоврзаме ова. Например, во тројката и четворката изборна единица, сигурно ви гарантирам дека албанците би биле пратеник, а знаеме дека во 2014 за 400 гласа не го добија пратеникот, а ви гарантирам дека од другите етнички заедници, кога ќе се спојат тројката и четворката, например, турските партии ќе добијат еден пратеник. А моментално се добиват од двете изборни единици 40 пратеници од македонските политички партии, условно кажано, ги добиваат гласовите на другите етнички заедници, вклучувајќи во на последните избори и на албанците, а во суштина значи представувањето идејата една изборна единица, меѓу другото трга од тоа десетици илјади гласови кои се претопуваат, нели, да не се изгубат. Сега прашањето е повеќе односно се уште е политичко. Сега искрено речено ќе го цитира Вели Митановски кој има направено една добра колумна, одлична ствари. Вели Македонија како една изборна единица без разлика чија е сега идејата и со каква позадина ќе ги разласти политичките поглавеци, сите султен партии и нивните приврзаци. Ќе даде сигнал за каква таква правда и демократија во земјата. Дали е ова некоја нова филозофија заради што можеме да го жртвуваме, условно кажам, овој стереотипен изборен модел? Така. Прво околу ова да напоменам само, значи веќе ако е проблем со 6 изборни единици, тогаш треба да биде една. Не можеме да правиме 3, па 4, па 2, па кој како му одговара, па значи тоа е една работа. Околу самата една изборна единица и зошто постои тој изборен праг. Прагот постои од две причини. Прво, да не се даде можност на одредени мали екстремистички движења или партии да добијат гласови. И втората причина, која што е многу поважна, е да не дојде до целосна парциализација на политичкиот систем. Кај што ќе имате ситуација, не знам, 20 партии или 30 партии да влезат во парламент и после да не се знае кој е одговорен и за што е одговорен, да не може влада да се формира. Затоа има изборен праг. И затоа во секоја европска држава, која што има пропорционален модел, има изборен праг. Сега, 2% е минималниот. Ви кажав, ви ги набројав сите во регионот. 3, 4, 5%. Еве Словенија е добра за споредба бидејќи има слична територија и број на население со Македонија. Во Словенија прагот е 4%. Ево Македонија нека биде и 2%. Пак е тоа многу. Пак има повеќе шанси вака. Но, не спорам, доколку помалите партии сметаат дека тоа е исправно, во ред, нека се направи на една изборна единица. Најмногу им одговара на ВМРО и на СДСМ. Најмногу им одговара од сите. На минативи избори Со цензус, така? цензус мора да има. Ама пак има Секаде неформален има цензус. цензус. Сега има неформален И цензус. тогаш со ќе има 6 изборни. неформален. Не. Сигурно ќе има. Ево делите на Дантонов систем. Извинете, Значи пак 9000 гласа. извинете се, не може ние да се правиме попаметни од цела Европа каде што има 3, 4 и 5%. Не, поред, тоа е друг систем, ама дека Кој друг ќе има систем? неформален Мора да се цензус пак ќе има. демократизира и државата и општеството. Што ми имаме да, неформален цензус во овие изборни Европа не е единици? демократизирана. Не. Во Словенија е 4%. Сакате да видиме како Словенија, нема проблем. Ајде да го направиме една изборна единица со 4% изборен праг. Вака, значи, вие рековте дека и овој систем актуалниот има неформален цензус. Значи, ако се става на Дантонова формула, ви гарантирам дека и тогаш ќе има неформален така цензус. е. И пак ќе биде 3%. Не. Пошто 120 пратеници ќе треба да седат. Не. Околу 2%. Не, Чекай, не е сега точно. тука правиме овие за 120 точно. пратеници. Инаку во рамките на така нареченото комплексно реформирање веќе се појавија идеи за намалување на бројот на составот, за една поголема скромност вака буџетска, политичка и така натаму. Тоа е веќе нешто за кое што можеме да дискутираме и јас искрено и лично сметам дека 120 пратеника за Македонија на не се ни 2 милиони жители, значи повеќе пати сум напомнал дека Ама сметам то- дека во државата во моментов не живеат повеќе од 1.800.000 жители. Во Македонија може да се размислува на
парламентарен систем со парламентот на пример Ако 90. го Извинете следам, само, тоа е Апостол веќе Симовски друго. вели ќе се Тоа е веќе изненадите друго. од резултатите на жителите во Македонија со пописот. Дури вели дека и под милиони Не. 600.000. А, Просто јас- кажано, јас- и со 120 пратеници на една изборна единица нема да има рамноправно представување на граѓаните. На пример, од помалите градови секогаш ќе се избегава да се стават пратеници, зашто секогаш ќе се фокусира на Тоа е на плюс. поголемите градови. Не на поголемите. Или На на што Скопје. има концентрирано. На Скопје. Листата тогаш А, би било па затоа кажувам, На Значи, Скопје ќе биде фокусот. Видете, нема ништо совршено. Секој модел има мани, но да не се залетуваме и да бараме нешто за кое што знаеме дека постојат замки, или барем да ги издискутираме проблемите кои што може да настанат и да едноставно и јавноста да се вклучи во дебатата, доколку тоа на вистина јавноста го сака, политичките партии го сакат, нека се промени. Но ние не можеме да говориме само за некаква промена, без при тоа да знаеме какви све опасности и замки на патот носи. Значи, изборниот праг, цензусот не е поставен затоа што некој сметал дека еве сега ќе ставиме 5%, тој што ќе освои помалку од 5% да не може да влезе во парламентот. Ви ги кажав двете причини. Спречување на екстремни движења и спречување на комплетна парциализација, односно атомизација на самиот парламент. Затоа овој систем кој што го има и во Финска, значи нуди природен изборен праг. Без при тоа да има официјален изборен праг и имат. Ние можеме да дискутираме и околу самите изборни единици, иако лично сметам како што се сега направени 6 изборни единици се во ред. Ако веќе се оди на укинување и промена на самиот модел, тогаш веќе идеме Македонија со една изборна единица и изборен праг, еве да кажеме 2%. Но сепак има изборен отворени праг. листи или не? Сепак има 2%. И отворени листи, За отворени- или ќе окркаме за- хрватскиот модел, каде што Вака, со Петров се појави последен на нивната листа на МОСТ и стана главниот гладиатор, да речем условно, во... Значи, за отворени листи ви кажав, да не го внесуваме сега во ова дебата, немаме време. Милевски, повелите. Вака, значи, во 6 изборни единици еден прост проблем што има во моментот. Дебар и Чаир се поделени меѓу Дебар 5-та и 6-та, Чаир меѓу 1-та и 2-та изборна единица. Рачунајте, ги дели патот улицата Џон Кенеди. Значи, луѓето од едната страна на зградата треба да гласат во 1-та изборна единица, а другите од другата, а имат градоначалник заеднички. Така да, просто овој модел, значи, мора да се коригира. Не може да ги делите така... Истото се случува и за Куманови со Крива Паланка. Ама е многу мал дел. Да, многу Многу мал дел за многу мал разлика од дел. ова. Се согласувам дека треба и поопшта дебата да се вклучат и експерти, дури и меѓународна заедница, да се вклучат и дел од помалите партии и представниците од помалку бројните етнички заедници. Би требало да се отвори, веќе треба отворено да се зборува за и дилемите како да бидат вклучени помалку бројните заедници, како што кажав преска, во делот на креирањето на политиките и носењето на одлукиве. Една изборна единица е сигурно подемократски модел од сегашниот избирачки модел. Бидејќи сите гласови на граѓаните, бидејќи сме рамноправни, некои од 6-та изборна или од 2-та или од 3-та изборна единица, сега сме поделени. Некои пратеници стануваат со 9000 гласови, некои пратеници стануваат со 5000 или со 6000 гласови. Но во 30 некој на диаспорава со 500-600 беше и легитимитетот на пратеникот беше веќе во прашање. Но што се однесува во делот на помалку бројните заедници, најдобро би било една изборна заедница, дали ќе бидат загарантирани тие мандати или нема да бидат, тоа е веќе политичка одлука и на поголемите партии. Но не треба веќе да се стравува и за Бадентеровото мнозинство. Знаеме дека во собранието се гласа двојно, односно се гласа за општо и Бадентерово мнозинство ни е потребно, но не треба веќе да се плашиме за Бадентерово мнозинство. Бидејќи држава веќе не ни оди назад, туку напред. Изминативе години да имавме етнички проблеми, етнички конфликти, но веќе немаме. Тоа веќе со концептот едно општество државата оди напред, особено во делот на мултиетничкото општество. Светам дека Бадентерово мнозинство воопшто не би било пречка за носењето на одлуките во собранието. Извинете, само да дополнам. Бидејќи изминатиот период
беше предложен од страна на политичките партии во собранието, беше и блокиран од страна на поголемите политички партии. Особено по поголемите политички партии, дали се македонци, албански политички партии, мислам дека веќе треба да покажат храброст и Пред да дека му дам збор на Милевски, еве цитирам една симулација на распределба на мандатите во услови на Македонија една изборна единица. ВМРО Од кои избори? од последните. ВМРО би добила 48 пратеници, СДСМ 47, ДУИ 9, БЕСА 6, Алијансата за албанците 3, ДПА 3, ВМРО за Македонија влегува и Левица, ВМРО на Љупчев со 2 и Левица со 1. Дали е тоа правата слика сега? Ако е ова симулација, можам да претпоставам плюс-минус. Гледате дека со една изборна единица изгубија по неколку пратенички места двете поголеми политички партии и поголемата партија на албанците, првата. Да. Значи, а добија, за разлика на тоа, добија неколку помали политички партии свој репрезент во собранието. Сега, ако видите, има повеќе од 20 пратеници кои што потекнуваат од помалите политички партии, кои што влегле во парламентот преку листите на големите партии. Во таа симулација, вие гледате дека се влезени само 3/4 или еве 5 нека се пратеници од помалите партии во собранието. И кој добива сега? Добиваат поголемите партии, бидејќи ги го зголемат бројот на Значи нигде ga нема ЛДП, Демократски Ама не, ние бевме заедно во коалиција, бевме затоа, не. Ние, ако ги анализирате па резултатите од 2011-та, ќе видите дека ЛДП имаше 2 пратеници, така да тие настапиле тогаш на избори. Јас се согласувам дека или ќе бидат една изборна единица, или ќе си останат 6 изборни. 3 изборни единици се па тотално погубни за помалите политички партии, бидејќи вие не можете да рачунате дека ќе имате испрак на влезност при зголемено гласачко тело. Божиновски, кој би бил пристапот за ова прилично сложена операција на промена на изборниот модел? Ние до сега ги пробавме сите, и пропорционален, и мнозински, и комбиниран и така натаму. Сега, всушност, би требало да биде јасен избор, една изборна единица и мнозинско гласање. Вака, значи, треба да се види дали нешто ќе се добие со промена на самиот систем или нема. Тоа е она кое што треба од кое што ќе треба да се тргне при дискусијата за евентуално надополнување на самиот изборен модел. Ниеден не е совршен, никаде нема совршен модел. Но, да видиме дали ние со промена на сегашниот модел пропорционален со 6 изборни единици, во не знам, модел со една изборна единица, или ако сакате и мнозински изборен модел, зашто да не? Како што беше 1994-та. Ние ако се вратиме наназад, најквалитетниот парламент што го имаше во Македонија беше првиот парламент. Да, но тоа не беше резултат на мнозинскиот систем, туку на ентузијастичкиот пријат на големата идеја. Во ред, но и мнозинскиот систем нуди, можеби, ако гледаме од друг аспект, исто така еден висок степен на демократија. Тогаш на вистина човекот, личноста ќе биде пред партијата, бидејќи бирате човек кој што е од вашата околина. Значи може за тоа да се дискутира. Јас лично сметам дека сите опции секогаш треба да бидат отворени. Но на што мене ми е значено, доколку се оди на промена, е некој да ми покаже или да ми докаже дека промената на тој изборен модел ќе значи подобрување од она што го имаме сега. И ви кажав, една изборна единица, ја немам никаков проблем, но една изборна единица повлекува изборен цензус. Тоа ќе им одговара на ВМРО, ДПМН и на СДС. Божиновски Чомовски сега ви даде доказ дека е поправичен моделот. Не ми даде Еве, доказ. пример Левица ќе влезе и обединети ќе влезе. Не. Зошто тие Врз основа на 12.000... симулацијата. Да, ама имаш изборен прак овде? Не. Ама и цензусот Ама е стvar на договор. Вие викате да ставиме Имаше- изборен прак да не ама и влезат. цензусот Ние е стvar зборуваме на да договор. Не. Зошто мора да го има цензусот? Ви ги кажав наискрено. причините. Не може, Две например, причини. 5%. Парцијализација, ви ги кажав, Не. парцијализација на парламентот и спречување на екстремни движења. Не може, влезат. например, зошто со граѓаните- 5% на милион излезени, ќе зема партија 45.000 гласа, нема да влезе во собрание. Така е во Ама, Словенија, чекајте Ама сега. не мора така е да во биде така. Србија, Ама ние така е сме- во Албанија, ние сме така е во два- Бугарија, ние да ви сме ги 2 набројам. милиона. Не, Што во сме? Албанија е истиот Ние како сме што го два- имаме сега ние. Не Ние сме 2 милиона, а во Словенија колку се?
Исто се 2 милиона. Ова е ствар на договор и не е сликата во Словенија како што е нашата слика на што не меѓуетничка е- карта. Видете, не е исто. Мислам дека не може да споредиме. Мислам дека е доста веќе Македонија да биде некаков експеримент. 30 години сме експеримент. Имате во Европа 30 држави кои што имаат 30, може би 32, не ме држите за збор, кои што имаат пропорционален модел. Во сите нив, освен во Холандија со 0,67%, имате изборен праг. Во Финска нема ви кажав зашто има 9 изборни единици, ние имаме 6. Добро, Владимир Божиновски, Тоа е. политиколог, Аријан Ходжа Беса, Енес Ибрахим, партија за движење на турците, и Горан Милевски, ЛДП во студиото. Дали е наред и промена на изборниот модел, дали Македонија може да биде една изборна единица, дали во тој комплексен пристап треба да бидеме и со отворени листи. ЕПП и се враќаме назад. Во шампионската недела добивате дополнителен бонус од 2000 денари само со новата Магента 1. Најбрзите од вас добиваат и дрес од европскиот шампион Вардар. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 пробио. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност. Диа-100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството, за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Само за вас, од 10 до 23 јуни, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Новосадска салама 1 килограм, 199 денари, плюс 50 поени. Екстра сладолед, 99 денари, плюс 100 поени. Пиво Мулер 500 мл, 36 денари, плюс 40 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Кажеме еден турчин, еден ром, еден српски. Малце погласно, не мораш. Програмно. Не, знаеш тука што е проблемот. Трета сме заедница, 80.000 према пописот 70 од заради изборниот модел. Добро. Пуштете, ја мислам дека оди тоа. 4 пати решение. повеќе сме. Почнеме со прашањето на бројот. Имам една дилема. Може нешто исчекувањето со пописот да ни повлие околу моделот на следните избори, изборниот модел? Пописот, за жал, значи, првичната идеја на директорот на Заводот за статистика, уште од старт силно ја поддржав, иако многу луѓе од секакви политички провиненции беа против мене. Каде што изричито напоменав неколку пати дека во Македонија не смее да се става во моментов графа за етничка припадност. Тоа ќе го кажам од следната причина. Како човек што се занимава со истражувања, ја искрено во пописот би сакал да има не 200 варијабли, него нека има 2000 варијабли, односно податоци кои што и така веќе се прави, кои што би ни дале слика во многу области во Македонија. Но ние сме сега принудени да избираме едно од двете зла. Да го избереме помалото. Помалото зло значи дека ќе се лишиме од одредени податоци за етничка структура, но ќе добиеме квалитетен попис. Поголемото зло, ќе имаме етничка графа, но нема да имаме квалитетен попис. Затоа што Чекај, Владимир, мислиш се сомневаш дека може да се
Секако. повтори оној катастрофалниот попис. Секако. Затоа Во кој 2 милиона македонци и 2,5 албанци. Апсолутно. Значи, пошто влегуваме во друга тема што сега се изборите. Значи, реално, во делот на пописот има многу добро решение. И многу едноставно решение. Да се подели политичкиот дел од статистичкиот дел. Значи, политичкиот дел првин треба да се среди тоа. Треба да се тргне уставната норма каде што правата на албанците се гарантирани, односно произлегуваат од последниот попис. Значи тоа нека се измени. 20% пак имаш право за... Океј, не, без разлика, само нека се подели. Не мора уставот да каже од последниот попис. Нека се направи еден единствен регистар, што веќе е законот од Министерството за информатичко општество, и таму сите државјани на Република Македонија се државјани на Република Македонија. А во пописот како статистички дел се согласувам дека ако се реши политичкиот, нека иде, значи, комплетно статистички колку што има во Македонија нека се запиша. Ама делот политички да се среди, пошто операцијата на пописот во Македонија не е толку едноставна. Значи затоа и пропадна пописот. Ако не се подели, значи, делот на уставната норма каде што се поврзува 20% бројката со последниот попис, значи попис не може да има, значи, така како што замислува моментално, значи, Горан Заводот за Милевски, Енес статистика. Ибрахим, Аријант Хоџа и Владимир Божиновски. Добровеше за првиот гледач кој во овој граѓански форум ќе сака да контактира со нас и да ги прашува нашите гости. Нема гледачи или нема заинтересирани. А ако го постави прашањето што ќе донесат Пендаровски и Заев од Берлин и од Брисел? Добро, останувам на дилемата дека и некои споредни прашања прилично важни се за еднината и демократските процеси во Македонија, меѓу другото дали да го напуштиме овој постојан модел мнозински. Тука има палета на различни мислења. Милевски, што е резонабло да го промениме сега изборниот модел? Пред овие избори ќе стигнеме. Бидејќи изборите се... Ако се во редовниот термин изборите, ако направиме некоја измена оваа година, тогаш ќе има време, 8 месеци некаде наредната година, да се 9 месеци да се прилагодат политичките партии. Не може да го направиме тоа преку ноќ. Не се согласувам дека ако се отворени листите, претениците натре да си гласаат како сакаат, затоа што тие произлегуваат од некоја политичка партија. Граѓаните, не, само да докажам, ве слушав. Граѓаните гласале за конкретната политичка партија и сега тој ако сака независно да си гласа, нека си направи независна листа, нека си влезе во парламентот. Легитимитетот е Затоа јас се поинак. согласувам, пошто идејата наша е истата. Вчера слушнав и лидерот на ВМРО ДПМН ја истата идеја кажа, ние се залагаме листите да се отворат за советници, да го видиме тој пилот проект кај советниците на локално ниво, да ја подигнеме демократскиот капацитет на локалната самоуправа, ако функционира нормално, тоа да се спроведи и на државно ниво. Значи се залагаме, тоа и во програмата успеавме да се избориме да ставиме заедничката програма на СДСМ. Сега гледаме дека истото го кажа вчера и лидерот на ВМРО ДПМН Кристијан Мицковски и мислам сме на добар пат да ги отвориме листите за советници на локално ниво. Се надевам ќе има поддршка и од кај албанскиот политички блок за оваа иницијатива и дека таа иницијатива до крајот на оваа година ќе ја имплементираме за да се спроведи 2021 година кога се локалните избори. А не се согласувам, ако си влегол од некоја листа па да си гласаш како мислиш дека си гласал, тогаш ќе имале Африн право да гласат, сега немало да имат, не е точно. Значи ако гласаме за политичка Легитимитетот опција, сега е поинак. дај си оставка ако не се согласуваш и не се согласувам, дај си оставка, не да седиш натаму, Да, тогаш да си гласаш легитимитетот Тоа по се решава и поинаку. Значи, Пошто ако цување на веќе... мандати имало и порано и сега. Значи, ево, ние сме најпогодени од тој момент. Ама, сега, од тука не имаме политичкиот проблем со самиот систем. Значи, ако веќе е така, јас се сложувам. Ако некој те бирал тебе како ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, БЕСА и така натаму, а ти не се согласуваш со тоа, што таа партија го нуди, тогаш дај си оставка, односно партијата ќе те смени, ќе го стави следниот што Ама е на листа. нема А ние механизм. сега имаме сега ситуација Кој каде како што сака гласа. па видете, избрани на листата на ВМРО ДПМН и коалицијата, немавме еден пратеник кој што веднаш премина после во
во владеачкото мнозинство. Па тој што гласал за него, не гласал за СДСМ. Предходно имавме овој како беше од Гром, тој како се каже, не знам. Саздовски. Се манипулира волјата на граѓаните. Истото имаше и предходно гласале за листа на СДСМ и така натаму, влегува ваму. На вистина на ништо не лечи. Тоа треба да се среди. Ама треба да се види, тоа се средува на тој начин каде што ако ти веќе си избран како СДСМ или ВМРО ДПМН или која било друга партија, ако не се согласуваш со таа политика, дај си оставка или дозволи партијата да се смени, ќе го стави следниот на листа. Политичко прашање. Дали Македонија една изборна единица ќе ги продлабочи предизборните коалиции? Бидејќи ќе бираме личности, ама од партии. Тоа што го вели и Хоџа, дека во овие гостиварски мешани средини ќе има претходен дил меѓу турците и албанците и околу тоа ќе се оставаат заеднички листи и така натаму. Дали е возможно од Македонија една изборна единица да ги наметне предизборните коалиции? Без оглед дали тоа го крстиме едно општество и така натаму. Некаде се забранети предизборни коалиции, па повелете политичка партија, сте одете сама на избори, ако ве сакаат граѓаните, ќе обстоите на политичката сцена, ако не, клучот на врата, ќе има други кои што ќе направат партија. Денес ова 50 политички партии, кои ќе речат 30 политички партии, коалиција, кои се тие партии? Јас некогаш не знам кои се тие, не можам лидерите не ги знам. Колку партии, толку телевизии, така да... А не, поише партии има. Поиќе има. Има и различни примери во делот на предизборни коалиции. До пред некое време во Турција не беше дозволено предизборни коалиции, но последните парламентарни избори се донесе нов модел. Една коалиција, например, од 2-3 политички партии и во графата имаш, например, една партија, втора партија, трета партија и заокружуваат. Најпрво се заокружува коалицијата, потоа тие 3 или 5 партии, тие што имаат најмногу гласови или прагот кои го поминуваат, си влегуваат во собрание. Добро, поштовани гледачи, добро вечер за вас. Горан Милевски, Енес Ибрахими, Аријан Хоџа и Владимир Божиновски. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака, јас сакам една констатација да дадам општо за политичката ситуација. Мислам дека најголемиот проблем на државата е колективната интелигенција која произлегува од партиите. Мислам дека државата треба да се носи во насока поише на поединечната, на, кажемо, индивидуалната интелигенција. И самите партии страдаат од тоа и мислам дека целата држава страда од тоа. Затоа новите модели на политичката сцена на Македонија треба во таа насока да иде. А мислам дека моделот, спомна и Божиновски, дека примерите у светот треба да ни се пандам што е подобро. Мислам дека не сме тие што можеме да измислиме нешто подобро. Ако добро ве разбрав, преферирате оценка на индивидуите наспроти доминацијата на партиските платформи. Па кај нас секогаш се спроведува. Како што во моментот и новинарството у Македонија не се спроведува да ти предложат факти да направиш заклучок, туку ти предложуваат тема и сакаат да те кажу убедат дека е вистина. И затоа постои у Македонија две вистини. Добро, ви благодарам. Знаев дека ќе заврши до кај нас новинарите, ние сме по дефолт дежурни виновници за општествените состојби. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер за следниот собеседник. Да. Да, повелете. Па чекам на ред. Еве, на ред сте. Ало? Да, повелете. Повелете, вклучени сте. Добро. Добро вечер за гостите во емисијата. И понатаму? Поздрав до мојот сограѓанин Милевски. Поздрав и од мене. Може би малце покасно се вклучи во овона, али ево ќе ви кажам она нешто што ние како граѓани мислиме што е добро. Значи, една изборна единица, отворени листи. Значи, Милевски би бил
90 на листата и би бил сигурен како председател на ЛДП дека ќе добие нормално, а не први па да и неговите соработници првите 5 да влегуваат или 2 или 3 во парламентот. Не би се Тоа е кладил. една работа. Не би се кладил. Во Хрватска Стипе Месич беше ставен на прво место на листата и заврши последен. Односно, не повлече ништо, а овој Петров кој стана медиумска ведета беше последен, па сега е дрма со политичката сцена. Не, ви го зборувам од аспект дека да му се даде можност на граѓанинот, значи да бира што сака и што мисли да добиеме квалитетни кадри во парламентот, во советот на општините или било како. И второто, значи, за да не добиеме некоја дискриминација по малите етнички заедници, мислам дека ја знаете, она беше пред 10 години имате понуда за позитивната дискриминација за по малите етнички заедници за 10 за гарантирани места, како беше 4 за турската, по 2 за српската, ромската и по 1 за бошњачката и влашката заедница. Тоа го имате веќе во сите држави наоколу и за тоа треба да размислуваат. Да, таа ви е добра идеја, добро што ме подсетивте на неја. Таа постоеше пред... И на некој начин тогаш ќе ги немаме оние предизборни коалиции. Добро, Битолчани, ви благодарам многу. Еве, Горан Милевски си го изфаливме. Се согласувам целосно со кандидатот. Не. Па и треба лидерот на политичка партија во таква ситуација доди последен, па нека влечи, а не прв. Најлесно е прв да бидете. Баш би сакал Заев да го ставите последен и Мицковски да видите како ќе поминете на изборите. Па, ако го следат хрватскиот пример, ќе влезат. Добро. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. 23 и малку подинамично за да завршиме и со дебатата во студиото. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Видите, господин Чомовски, не е проблем функционирањето или една изборна единица. Работата е да ги тераме пратениците да дојдат на работа, да си ја работат својата работа. Ти 109 пратеника имаше денеска присутни, може да замислиш 58 гласа. А тоа не е валидно гласање 58 души, треба 61 гласа. И сега Џафери вика, присутни се 109 и успешно е гласањето. Не е успешно. Па така го избравме и Џафери, затоа е успешно. Не. Они имаат. Не е проблемот една изборна единица. Проблемот е што треба да ги натераш луѓето да работат. И 120 пратеника се многу. Апсолутно. И да им се намалат патните трошоци. Со автобус може да се соберат сите. Он почнува, не почнува. И тоа автобусот да тргне од Струмица, па да ги зима понатаму се до Скопје, наместо да зимаат овие како Бонева по 15.000 евро. Да. Господин Чомовски, од Гевгелија до Скопје може да стасат за 2 сата. А он не доаѓа у 7 саат на работа, доаѓа у 12. Ниједна седмица не почнува у 9 сата, би у 7 сата. Добро, ама за волја на вистина знаат и у 12 да си отидат. Навечер. Навечер? Да. Па не е проблем, нека ги отера. Добро. Ви благодарам многу, добро вечер за следниот гледач. Да, повелете. Видите, вак, добро вечер до гостите и до вас, господин Чомовски. Едно моје размислување и веднаш прашање. Значи, како да е модел на изборна единица, ниједна политичка партија нема да биде обештетена. Сите ќе имаат правата. Ние као гласачи сме дискриминирани и не почитувани. Зошто? Веднаш ќе ви кажам. Ја избрав една особа X, и таа си отиде во една партија Y. Кога викам јас, мислам за еден пратеник е од 8 до 10.000 гласачи. Тој пратеник, кој да е, си донесува ставови собствени за она што ни понудил, не, него после тоа, кога ќе биде изгласан, си работи во свое. Како тие пратеници, ние гласачите, што сме гласале, како нив да ги казниме? Затоа што вршат
собствени идеи и желби, а не на гласачите што им понуди. Да се направи нешто, тие пратеници, кои да се од која партија да не манипулираат со нас гласачите. За она што ветиле, нека гласаат. Там кај што не се сигурни за собствена одлука, нека се вратат во изборна единица, нека не прават повторно нас тие 8-7 па ние ќе им дадеме одговор и виза дали може да одлучи. А не викаат слободно самиот пратеник по собствена волја. Не може пратеник по собствена волја. Како да се најде решение пратениците да не манипулираат? Има и друга теза дека кога ќе ги избереме, тие се пратеници на граѓаните. Значи, без оглед дали се со 3, 8 или 18.000 гласови. Еве ќе ви одговарат пратениците Горан Милевски и Енес Ибрахими. Се согласувам, ние констатиравме веќе еднаш дека и за мене е неприфатливо тоа е манипулирање на волјата на гласачите. Го дале гласот за одредена политичка партија и тој се таму си гласа независен. Ако сакате независен, одете си на независна листа, добиете си и гласајте си како што ќе ви Створете си собствена партија, излезете пред граѓаните. Дури во некои држави, доколку поднесе оставка од одредена политичка партија, во собранието нема право да биде член на другата политичка партија, односно пратеничка група. И тоа би било, бидејќи тоа е на запад едно корпоративно правило. Тој што ќе напушти висока позиција раководна во една компанија, им се забранува 2 до 3 да работат на врвни раководни функции во слични компании, во иста дејност. Мислам, како паралела. Божиновски, луѓето се незадоволни заради моделот или заради луѓето? Па заради луѓето се незадоволни пред се, да се разбереме, повеќето пратеници кај нас по безброј мандати претходни, освен првиот парламент да го истичам, се повеќе она што го нарекувам ја како робот или машини за гласање. Стисни зелено, стисни црвено, гласај за, гласај против. Ретко, значи, може би 20% најмногу од пратениците на вистина имаат желба за она што се нарекува политика. Значи, желба да допринесе нешто за развој на државата, желба да го работи она за кое што е избран. Другите, знаеме, привилегии, патувања, дневници и така. Значи, влези во политика за да се здобиеш со некаков статус и пари. Не, во политика треба да се влегува за да, доколку некој има идеја како да развие државата, односно како да го развие општеството. Како да го смениме изборниот модел? Без оглед на сегашните опции, сегашниот статус и идните опции. Брзо, ефикасно или ова што го вели Милевски со некако и ВМРО ДПМ, со некако тестирање за време на локалните избори? Видете, апсолутно, значи ако има таков вид на тестирање, ние ќе поддржиме, пошто го поддржуваме принципот на отворени листи. Но ние сме за една темелна измена што ќе биде долгорочна, за да не можеме пред секој изборен циклус да изменуваме и дополнуваме изборен закони. Значи, заради тоа, мислам дека ево ги слушате самите гледачи, тоа ние го слушаме секојдневно во нашите состаноци што ги имаме со ограноците и нашите поддржувачи. Значи, отворените преференцијални листи се сега да не кажам најидеално, но се подобри од сегашниот. Затоа што знаеме дека моментално лидерите на партиите ги составуваат листите. Ево, за просто да ви кажам што испадна во Косово со Демократската лига на Косово. Значи, лидерот на партијата одлучи една пратеничка да ја стави 60-та на листа. Таа испадна дека зеде втора поред после лидерот гласови во партијата. Значи, затоа отворените преференцијални листи се на вистина еден добар пат за поквалитетен состав во собранието. Тоа значи дека и внатрешната партиска конкуренција ќе се развива? Апсолутно. Апсолутно и внатрешната и нормално дека тогаш немаме да имаме ние бандитски структури што ќе управуваат со партиите. Само гледајте го составот. Значи ево моменталниот состав, ево во владеачката албанска партија во Дуј. Значи имате 10 пратеници, само 20 се знаат. Зошто тоа е избор на лидер, не е избор на граѓани. И заради тоа пратениците преминуваат од една на друга политичка партија, пошто тие чувствуваат одговорност за одредено време. Значи не чувствуваат одговорност кон граѓаните. А се согласно и тогаш може да помине од една во друга. Тоа без да се среди на друг начин,
нема да го стопира тој процес. Но легитимитетот на пратеникот ќе биде многу поголем од сегашното. Да завршуваме, Енес. Само има, Да. извинете, само една, за отворени листи е потребна сериозна и темелна едукација. Не го заборавајте тоа. Тоа значи време. Имаме време. Значи не смееме да Ние треба да го измениме законот за Државната изборна комисија. Да не е само изборниот модел. Да не Значи ние треба да го започнуваме избришеме цел изборен законник и од нула. Отворени листи се сосема, јас за тоа реков на почетокот, сосема друга тема за која што ќе Не, апсолутно не се согласен. Енес да завршим. Листе би требало пилот проект, особено во следните локални избори во одредени општини, тоа да се проба доколку успешно заврши. Добро би било и на парламентарни избори, но секако и ние имаме дилеми, особено доколку државата. Добро, нашиот став е одредени места како пилот проект, но што се однесува до пак за гарантирани места за помалку бројните етнички заедници, доколку тоа во блиска иднина не се случи, добро би било да се размисли поинаков модел. И поинаков модел ТХП се залага за една изборна единица и ДИК да утврди кои партии се на припадниците на етничките заедници, односно дори и кои се помалку од 20%. ДИК доколку утврди... Енес, тоа не кореспондира со идејата за едно општество. Сега, кој ќе го даде дискреционото право на... Има и пример дека не може да го направи тоа. Пошто не имавме случај во 2008 кога пратеничка се кажа дека по мајка била влаинка и таа влезе во делот на Бадентеровото мнозинство за да се Значи во делот на вработувањето за правичната застапеност, етничката припадност во моментот се злоупотребува. Не се злоупотребува сега, се злоупотребува од 2002 навак. За да не се злоупотреби, да има една институција, таа институција би требало да е ДИК, ДИК да утврди кои партии се на припадниците на заедниците и да учествуваат на избориве. И по Донтов модел, доколку првиот пратеник освои 12.000 гласови, последниот освои 8.000 гласови, прагот да биде минимумот или просекот 10.000. Минимумот би било добро, бидејќи има и немнозински заедници како влашката или бошначката заедница, каде што тешко ќе добијат 10.000 гласови. Но ние како турска заедница трета поред, многу полесно би стигнале до 10-20.000 гласови, бидејќи и со пописот веруваме дека многу поуспешно ќе поминеме од 2002, доколку биде фер и демократски. Многу симптоматично. Некои побогати етнички заедници прилично ќе одврзат кесари наместо да се 8 до 10.000 да бидат 50.000. Затоа ДИК ќе утврди кои партии се на етничките заедници. Дискреционо право на ДИК им давате. Тоа е многу деликатно прашање, Милевски. Не, ојдовме во некои прецизирања кои што не можам да ги треба да ги анализираме. Да заклучиме, ние сме за една изборна единица. Одамна тоа е наша иницијатива, мислиме дека е подемократично, за нас нема проблем и помали партии или не знам какви се тие екстремни во Македонија, не знам дека нема некоја екстремна партија. Сметаме дека подемократски ќе биде системот. Божиновски преќе кажа дека владата ќе биде нестабилна, понестабилна влада е поодговорна влада. Ние имаме прибери каде што се 80 пратеници, па владите направиле, од 20 сме чекали избори за да ги смениме. Значи, колку е понестабилна, колку повеќе политички партии во холандскиот парламент е пример, па Холандија е пример за демократија. Ви кажувам, пошто сме ние сестринска партија со владачката на Холандија и ги знам околностите. Сите други европски држави имаат цензус. Да не измислуваме Ама колку години се тие демократија? Словенија колку нас. Словенија колку нас демократија. 4% има Англија уште се борат да го отфрлат мнозинскиот модел и можеби сега, пошто двете неголеми партии паднаја, можеби ќе се дојде моментот кога и ќе се смени изборниот модел. Значи тешко се менуваат работите. Да, што му одговара на либерал-демократите. Ама еве, Словенија колку и ние демократија, Србија, Хрватска, за тоа реков, земете од регионот. 4%, 5%, 5%, Босна има најмалку 3%. Да, ма мултиетничката слика не е иста. Добро, вие ако ставите 15 не сме граѓанска држава. Освен Дуи ни една друга албанска партија нема да влезе во парламентот. Не сме граѓанска држава. Значи мора се да гледате, не може така. Да не бидеме шизофрени, или сме граѓанска држава или не сме граѓанска држава. Не, види, сега шизофрени не сме сигурно, затоа гарантираме. Ако некој треба да се провери, нека се провери, ние за сигурно не. Тогаш значи сме граѓанска држава и не е така, не е така, пошто ако е така како што вие кажувате, тогаш немаше да имаме никаков проблем. Додека има проблем, сигурно дека треба да се најде решение. Не може да споредувате Словенија со Македонија, кога тука имате албанци, турци, бошњаци, имате други заедници и сега вие сакате да кажете дека Словенија.
Значи не може со Словенија да Секаде, еве со Србија. Виде, што и со Србија? Еве со Босна. Која Еве има со сликата Црна на Гора. Македонија, кажете не. Секако Над која? 40% имате етнички нефункционална заедници. демократија, не може Значи не може да кажете тоа. А Како? ево да направиме симулација. Кај тоа го Ќе идете видите сега, над дека 40% имаме имаме неформален етнички праг. Ево да направиме симулација на резултатите и ќе видите дека имате неформален праг. Кој Сега не неформален? Немаме неформален праг. Како нема? Вие кажете дека Природен прак има. Не, сега има со 6 тогаш изборни има. единици. И со една Па и изборна со единица еднак има природен прак и готово, нема. Исто ќе биде. Сега е 3%. Дали има уште Сега некој е 3%. гледач да не му останеме должен Природниот прак е во рамките на граѓанскиот форум? 3% Поштовани само тоа гледачи, тоа беа Горан Милевски, ЛДП, Енес Ибрахим, партија за движење на турците, Аријанит или Аријанит. Аријанит Ходжа, Беса и Владимир Божиновски одсепал малце. Одсепал малце. А највеќе од ништо. Да, благодарам многу. Тоа беше почеток на дебатата што не чека околу изборниот модел. Пријатна вечер, утре сте со Јаданка Костова.